подкупот денес е и причина да имаме оваа точка на дневен ред, односно да имаме точка на дневен ред предлог за нов заменик министер за здравство. Но еве денес од премиерот можевме да слушнеме дека не треба да го обвинуваме досегашниот заменик министер за здравство за, како што вели премиерот, наместениот подкуп, бидејќи во текот на вчерашниот дел истиот се извинил. Денес пак од Сабаља во медиумите можевме да видиме дека премиерот се извинува за вчера во медиумите, односно во јавност излезен контроверзниот закон за собери, односно забранување на протести. Така да сите сме сведоци од извинувањето, исто како и рекетот, исто како и подкупот, се карактеристики на оваа влада. Извинувањето секојдневно го слушаме од членовите на владата, од владеачкото мнозинство, па логично се поставува прашањето, господине премиер, зошто да одговараат останатите граѓани во Република Македонија кои што направиле некаква грешка, кога на членови на владата или на членови на владеачкото мнозинство едноставно им се простува ако излезат и се извинат. Тогаш дајте, излезете сега на говорница, обратете им се на граѓаните на Република Македонија, нека свикаат камера, нека се извинат за нивна направена грешка и да им простиме на сите се. Од кога се кажа дека досегашниот заменик министер поднел оставка до денес помина прилично време и нормално се поставува уште едно прашање. Дали имале проблем премиерот и коалиционите партнери да пронајдат нов заменик министер за здравство побрзо, кој што заменик министер за здравство ќе ги поддржи најконтроверзните, односно најнетранспарентните тендери кои што се случуваат нормално во ова Министерство за здравство, а на кои што сме секојдневно сведоци. И овде вреди да се напомене, затоа што нас не обвинувате, гледам и во контрарепликите, ова не е само кажување на ВМРО ДПМН, ова го забележуваат и граѓаните, меѓутоа и организациите и медиумите кои што ја следат работата на државните институции, меѓу кои министерствата. Така да вчера бевме сведоци на една анализа изработена од Центар за граѓански комуникации, во која што стои дека најнетранспарентното министерство во областа на јавните набавки е Министерството за здравство. Зошто? Зошто секојдневно има скандали токму во јавните набавки во ова Министерство за здравство. Благодарам.